на оваа посета? Па, јас не го делам тој впечаток, мора да кажам. Малку мина може би да една само наречена малограѓанштина, која што се представа себе си за елита гледаат на тоа, меѓутоа луѓето сериозно гледаат на таа. Но што значи една посета на индиски председател? Па прво официјална посета на индиски председател, од кој агол да вртите не може да биде лоша вест. Прво официјална посета на шеф на држава во пантеонот на односите ги става односите меѓу две земји на многу висока рамнина. Ние се подсетиме, ние како Македонија се уште имаме проблем, затоа што еден наш сосед се уште нема реализирано официјална посета на шефови на држави меѓу двете земји, за Грција зборам. Кога грчки председател бил во Македонија и кога македонски председател бил во Грција на официјална посета. Официјална посета има многу строг протокол. Официјална посета, повторно ќе кажам, е знак дека меѓусебните односи се наоѓаат на едно многу високо ниво, на највисоко ниво, условно кажам. Тоа е едно. Второ, првиот министер за надворешни работи на Македонија, Денко Малевски, ја нарече Македонија грдото Пајчо. Додека бевме грдото Пајчо, дека не доаѓа шефови на држави на надоаѓачки светски сили. Големиот американски дипломат Џорџ Кенан има кажано за Индија, за Кина, за Соединените американски држави, за Советскиот сојуз, Русија сега, дека тоа не се обични држави, туку дека тоа се еден вид на континентален израз, цивилизацијски израз, гигантски држави. Така што тоа е едно. Второ, со самото нејзино раѓање во 1947 година Индија веднаш се лансира на пантеонот на светските сили. Ќе зборуваме за тој момент, ама прво така што сакам да кажам, ова е проблемот, ако веќе го бараме, ако веќе бараме критика. Не зборувам критика, него едноставно. Ако бараме критика, критиката е било зошто ова посета не се подготвуваше претходно 6 месеци. Се знаело одамна за оваа работа, зашто не беше уште поголема свеченоста и церемонијалноста. Не зборувам за критика, туку од аспект на тоа, да речеме, зошто е, да речеме сега, една ваква посета? Има ли ќе вроди ли со некој плод? Сигурно ќе вроди со плод, затоа што, пази, не председателите, политиката, дипломатијата, го крои амбиентот. Вие кога ќе создадете еден позитивен амбиент, тогаш општеството, економијата, граѓаните, универзитетите, културата си наоѓа свој тек. Ваше е, нели, да ја воспоставите овој амбиент каде што овие односи се одвиваат. Самата посета на индискиот председател на Македонија става, условно кажано, на картата на Индија. Индија очигледно има глобална стратегија. Живееме во еден разбрануван свет. Гледаме дека секоја од овие веќе воспоставени и надоаѓачки глобални сили имаат некоја своја стратегија која што се однесува на сите точки на земјината топка. Значи, не се само регионални хегемони, не се само регионални сили, туку имаат и свои глобални претензии. Прашувам низ призма на менталитетот кај македонската јавност, која што претпоставам дека можеби има некако погрешна или поразлична перцепција за тоа што е Индија, затоа прашувам. Токму заради тоа и одговорив, можеби малку подрско, значи, од аспект на една само наречена скопска елита која што целиот живот го поминува на две улици. И се замислува дека елита, да. Меѓутоа Македонија има многу поинакви, Македонија е многу поинаква. Секој наш дипломат ќе ви потврди, ние имаме една глобализирана нација. Луѓе од Македонија работат по целиот свет. Луѓе од Македонија бизнис имаат по целиот свет. Луѓе од Македонија студираат, предаваат во целиот свет. Значи вие како држава да останете да го сочувате вашиот суверенитет во 21 век, мора да се вклучите во оваа игра. Македонија мора да е присутна секаде онаму каде што се крои глобалната политика. Нью Делхи е еден од тие градови. Мумбај е еден од тие градови, така што апсолутно, значи нема начин како да се гледа на целата оваа ситуација поинаку отколку многу позитивно. Пред интервјуто разговараме дека спомнате дека ова е една од ретките посети на председател надвор од европскиот континент. И во европскиот континент еве да гледаме, значи освен да речеме овој балканскиот простор, каде што често, или постјугословенскиот простор, каде што односите се блиски, каде што често имаме официјални посети на највисоко ниво, кога последен пат имаме официјална посета? Емирот од Катар е во европските земји ќе текне, кој што беше како шеф на држава во Македонија, и потоа ќе ни треба време да се подсетиме кој друг шеф на држава. Клинтон не беше во официјална посета. Да, беше како дел од косовската криза. Официјална посета е нешто друго. Официјална посета е, како што реков, еден својден врв
на меѓусебните дипломатски, политички и други оцени. Така што ова е посета со сложен протокол, со сложена програма, токму за да се истакне дека односите се наоѓаат на едно врвно ниво. Но што може да се очекува? Председателката се спомна дека има некои 150 милиони евра, мислам трговска размена, што мене вака ми изгледа многу за не, можеби не информирани. Малку е. Па, еве да речем, со цела Скандинавија ние имаме едва 10 на 15 милиони евра размена, што е смешно. А нели Европска унија, единствен пазар и така натаму. Меѓутоа, Индија со самата своја економска сила, моќ и така натаму, јасно ги создава овие текови. 150 милиони е малку, ако се земе предвид дека за некоја година Индија ќе биде најверојатно втората глобална економска сила. Сега зависи како мериме во првите 5, нели? Дали мериме по куповна моќ, дали мериме апсолутно и така натаму, тие нешта се разликуваат. Меѓутоа, како што реков, тие од самото нивно раѓање во 1947 година веќе се глобална сила. Фактот дека тие не се постојана земја членка на Советот за безбедност го сликува фактот дека кога е создаден светскиот поредок после Втората светска војна, се уште за колониализмот и расизмот имале една изразита црта. Тука се голема група на бизнисмени. Да, тоа е одлично. Може да се очекува некако поместување. Може да се очекува почеток. Значи, вие самите знаете дека ние имаме амбасадор таму, тие немаат овде или како е? Да, ние имаме таму амбасада во Њу Делхи. Њу Делхи е одредиште кое што не е непознаница за Македонија, преку југословенска дипломатија. Имало една цела серија македонски дипломати кои што таму службувале. Преку движењето на неврзаните веќе имаше една соработка, тогаш Македонија беше дел од Југословенската федерација. Ние подзабораваме колку беше голема југословенската развојна помош и присуството на Југославија преку развојната помош секаде во третиот свет, условно кажано. Да. Таму бевме со Индија и истовремено и конкурентни и партнери. За жал, дел од ова знаење е исчезнато. Ќе биде добро ако може нешто од тоа да се превоспостави, да се врати, но и да се бараат некои нови форми и некои нови текови соработка меѓу двете земји. Пази се, станува збор за земја која што има своја вселенска програма, која што е нуклеарна сила. Што понатаму да зборуваме. Во тој контекст, значи и не само тоа, забораваме ние дека нивниот влог во една од Втората светска војна, ја спомнавме, една од најскриените сили во Втората светска војна е Индија. Британска Индија има еден од најголемиот број на жртви, војници дадени за победата над фашизмот, се разбира тогаш како тоа британската. Во тој контекст не знам кои се од бизнисмените од Индија се овде присутни, но сепак влева надеж толка број на бизнисмени, но со оглед на големината и со оглед на искуството што времето кога вие бевте дел од една претходна влада, знаме на еден обид на таа влада да разговара со Тата, например, компанијата за производство на автомобили, да ги убеди да дојде во Македонија, и од разговорот од тогашниот директор Виктор Мизо всушност искуството покажува колку е веројатно тешко да се стигне до Апсолутно. Затоа велам, покави се оптимистичките таки најави дека може. Македонија е интересна затоа што преку спогодбата за стабилизација и асоциација има влез на единствениот пазар. Единствениот пазар и натаму е еден од најголемите глобални економии, тоа е нели Европската унија. Дај Боже да влеземе колку што е можно по мачене, трнлив е нашиот пат кон Европската унија, ќе стигнеме таму. Сакам да кажам, Македонија затоа е интересна. Македонија е интересно место од каде што може да се пласираат инвестиции кои што ќе извезуваат во единствениот пазар со правила, нели како со тие правила, тоа е едно. Второ, исто така Македонија е интересна како еден дел од транспортен и логистички хаб за. Но колку е за Индија Македонија интересна? Па токму затоа е интересна, кој што реков, како влез за единствениот пазар. Македонија може да понуди овде веќе компаниите во слободните економски зони ја препознаа Македонија како место каде што може да се пласираат инвестиции, како место каде што може да се води бизнис. Исто така, тоа сакав да кажам, оние ланци за снабдување, значи вие кога правите еден голем конгломерат како што го спомнавме Тата, дури Тата да не дојде во Македонија, заедно со Тата ќе дојдат уште 100-200 индиски компании кои што го хранат тој ланец на производство. Македонија за нив е интересна како место каде што може да ги постават своите инвестиции. Тоа е едно. Второ, Индија е еден образовен джин во секој поглед. Знаете и сами дека
најселективниот универзитет на светот не е ни Харвард, не е ни MIT, не е ни Оксфорд, ни Кембридж, ни Халдерберг, ни Сорбона. Туку е институт за технологија. Секоја година за едно место се вели дека преку 1000 студенти аплицираат. Замислете таа селективност. И не само тоа, туку знаеме дека благодарение на ветераните, студентите кои што завршиле на оваа престижна техничка установа, индиското малцинство во Соединените американски држави е најбогато малцинство во моментов. Не постои ниту една друга етничка група во Соединените американски држави која што има побогат бруто домашен производ по глава на жито. Од тие причини тоа го зборам, значи една невидена шанса. Светот на 21. век, светот на утрешнината, фактички веќе е светот на денешницата. Не е светот на глобалниот запад, како кажуваат. Униполарниот момент на Соединените американски држави заврши прво со 2008 година на голема криза, потоа 2016 година и Брекзит и изборот на Трамп исто така даден сигнал дека светот е променет. Во овој променет свет, секој си ја бара својата шанса, ќе си ја бараме и ние. Шансата, прво, зборуваме како држава да овозможиме дипломатски конзуларна заштита за нашата нација и за нашите граѓани кои се расејани секаде по светот, тоа е едно. А второ, се ги бараме нашите шанси за извоз на наши производи, за промоција на Македонија како средство за инвестиции и за овие типови на соработка, научна, технолошка и соработка во секој поглед. Така што во тој смисол ова е добра посета, исто така дај Боже во иднина оние нарушени односи кои што ги наруши владата на Зоран Заев со Кина да се поправат. Се сеќаваме дека се криминализира инвестициите во автопатиштата кои што дојде од Кина, што сериозно ги начна македонско-кинеските односи, што не е добро. Не треба да си играме играчки со една така голема сила, веќе имавме една голема хаварија со признавањето на Тајван во 99-та година, во 2017 година имавме уште една работа. Сега имавме, кога веќе спомнавме Кина, пред 2-3 месеци имаше и други реакции од кинеска амбасада, сакам да кажам дека и тоа е една значајна земја, и тоа е една значајна земја, еден значајен пазар, покрај тоа. Јас ја отворив амбасадата во Бразил, тоа исто така еден растечки джин кој што има своја стратегија. Индија, Бразил се дел од онаа групација на. Па не е само тука БРИКС, тука и може почнеме Г20 да го земеме. Тоа се да прашам, каква е улогата моментално на Индија во меѓународната политика и во економската слика на светот? Растечка велесила, членка е на Г20, членка е на БРИКС, членка е на КВАД, нели? Тука е во таа, како да речеме, западна алијанса, си ги чува сите авении свој отворени. Нивната тежина од секојаш била голема. Водечка сила е сега во движењето на неврзаните. Најголема светска демократија, најбројна светска демократија, во моментов земја која што има најбрзи стапки на економски раст. Во тој смисол тежината на оваа земја, како да кажам, вон памет е воопшто да се проблематизира улогата на еден ваков глобален джин во надоаѓање. Тие се уште не се на онаа позиција кај што треба да бидат, меѓутоа во наредната деценија секако дека дојат до таму. Светот се враќа на своето, ако можем така да наречем, фабричко подесување. Значи, историјата на глобусот беше историјата која што главно се кружеше околу азискиот континент. Тоа се наруши со ерата на поморските откритија, со индустријската револуција, гледаме дека повторно овие земји фаќаат свој замав и повторно таму ќе се кројат светот на утрешнината. Добро е што и Македонија има една своја стратегија, а и добро е што Индија ја препознала Македонија како партнер за соработка.